Во оваа емисија ќе ја запознаеме Јасмина, жена борец, мајка која секој ден ја пишува својата животна приказна со сила, љубов и пожртвуваност. Таа е самохрана мајка на 4 прекрасни деца, жена со големо срце која без двоумење се бори за нивната иднина. Иако животот си поиграл со незината судбина, Јасмина е пример за храброст и упорност и за успехот на незините најмили. Незиниот прв брак завршува несреќно. Сопругот починува. Таа ќе каже, тој ме чуваше на дланка, но мојата фамилија не го одобри тој брак затоа што мојот сопруг беше многу постар од мене. Од поранешниот сопруг имаат имот во Драчево, но тој се уште не е поделен и нема имотно-правни односи, што ја остава Јасмина и децата во уште поголема неизвестност. И покрај оваа загуба и компликација, Јасмина не се предава. Работи напорно, со насмевка и со верба дека љубовта кон децата е најголемата сила што постои. Таа е пример за достоинство и мајчинска топлина. Во Срце на дланка ја раскажуваме незината приказна што инспирира, трогнува и потсетува дека хероите не секогаш носат наметки, понекогаш имаат само големо срце и 4 мали насмевки што ги водат напред. Денес Срце на дланка доаѓа кај една мајка која што живее сама со своите 4 дечиња. Живее под кирија, меѓутоа никогаш не дозволува да се тргне на смевката на незините дечиња. Да ја чуеме незината приказна. Екологистик веќе дошла. Здраво, дечки, како сте? Здраво. Добри сте? Ви благодарам на донацијата, ви благодарам и што дојдовте до тука. Од тука продолжувате исто на достава? Да, имам уште една зарада. Се надевам дека не ве задржав многу, бидејќи јас задоснив, а вие сте точни. Нема проблем. Ти благодарам, среќам ви пат. Фала ви, и се гледаме повторно. Чао, чао. Сега сме спремни да ја чуеме приказната на оваа мајка. Здраво. Јасмина, јас сум Криси. Јас сум Јасмина, мило ми е. Драго ми е. Вие се јавивте во нашата емисија за да ни ја раскажете вашата приказна. Така е, повелете. Ти благодарам. Здраво. Јас сум Криси. Јас сум Бодин. Јас сум Криси. Јас сум Парлис. Драго ми е. Вечерва сум решена да си искажам сето мое срце, да го ставам на мојата дланка и да се искажа пак. Мајка сум самохрана, мајка сум на и разведена воедно на 4 деца, од кои двете се големи, а двете се малецки. Ете, за жал, првиот сопруг што беше, значи, тој е татко на моите големи деца, од 20 и од 21 година почина. Живеевме во Драчево. Имав прекрасен живот, значи некаде 99-та се запознавме. 2000-та се земавме. До 2013-та, таа копна година. Периодот после него беше многу тешок. Значи, исцрпувачки, измачувачки, се борев. И никогаш не се предадов и нема ни да се предадам. По смртта, пошто бев ми исклучени од струја, бев ми исклучени од вода, заради заостанати долгови од сметки, од многу астрономски сметки, куќата наша, седејќи на свеќе, се запали. Значи, избувна пожар, не успеавме да направиме ништо. Значи, куќата е изгорена. Тогаш вие бевте само со двете Големите девојчиња, дечиња, така? да, две. Колкави беа тогаш? Тогаш беа 8 и 9 години. Како И- тие ја поднесоа таа траума? Многу жал, Дали многу. се уште знаат да споменат за тоа? Спомнуваат, ама темата е болна. Значи, претешка, преболна. Тоа се сепак биле деца. Како ги спасивте во тој момент?
Ништо, едноставно почна чадот да чади. Значи се разбудивме, тоа беше почна оган да гори. И едноставно истрчавме, кој боси, кој по чорапи, кој излеговме надвор. Тоа беше се потфатено, значи до плафон немаше ништо, надвор излеговме, беа комши собрани тука, барав, викав, помош им барав. Куќата ја оставив, за да си ги извлечам децата. Затоа што тие се најголемото богатство. Затоа што децата не се купуваат со пари. Јас сум многу богата мајка затоа што имам деца. Затоа што имам 4 прекрасни деца. Кажи ми што се случуваше пред периодот пред да го запознаете таткото на дечињата. Каде живеевте, што работевте, како ги издржувавте двете девојки кои што сега се големи? Имав во Драчево, на самиот пазар, од покојниот ми сопруг теска. Значи, тогашното време и сегашното во никој случај не може да се срамни. Имаше заработувачка. Накнадно одев, работев, чистев станови, значи чистев влезови. И ете, некако успевав, се додека куќата не се запали. После тоа, животот стана драматично многу тешок. Додека бев мала, имав многу убаво детство. Значи, живеев многу убаво детство. Се до една моја 21 година. Не знам што се случи, како се случи, се преврте нешто се наопако. Јас дојдов во Скопје да работам, запознавајќи го и покојниот ми маж. Значи, мојата мајка после ми кажа дека јас таму повеќе нема да имам пристап. Затоа што сум била многу своеглава. Мојата цел што дојдов јас во Скопје е за да имам значи за да имам работа, сакав да работам. Како сите, нели, што сакаат сега да си работат. Бев млада, ми се излегуваше, сакав да шетам. Од кога го земав покојниот ми сопруг, тој беше доста поостар од мене, ама ме носеше вака. Капка вода на дланка. Каде заминавте? Од Драчево, каде отидовте? Отидовме, бидејќи веќе бев запознаена со сопругот на сегашниот ми дечиња. Отидовме да живеам јас со моите големи девојчиња во кисела вода. Доаѓаше и тој и понатаму се одлучивме да живееме заедно. Почетокот мислев дека беше, да речам, прилично добар. Зборам животот со него. И ете нешто се смени. Значи, мислев дека е вистинскиот што сум го нашла. Може би мислевте дека ќе ви се повтори среќата како што имавте со првиот сопруг. Точно тоа сакав да го кажам. Ама, ете, судбината ми била таква. Значи, живеевме 7 години, живеевме период каде што не бевме венчани. Онака живеевме. Отидовме, после се преселивме во друга куќа. И од таму веќе се земавме и се вративме во неговата куќа која што сега живее. Јас забременив со ќерка ми 8 годишна. Имаше тука доста некои така невкусни работи за мене. Од кога се породив со девојчево, периодов ги прифаќаа големите, после и со нив стана нешто чудно. Значи, почна и со нив така некои експлозии на некои невкусни работи, на многу тежок живот. Потоа се роди Горија. Не можам да ви го кажам тоа чувство што го имам овде, затоа што чувството е многу емотивно. На што сте љути? Лута сум на него како родител, затоа што апсолутно не води никаква грижа. Ајде, за мене не мора. И не сакам. Значи, сакам да води грижа за тие две деца што
Господ дал. Никогаш не пружил љубов кон децата. Не мора кон мене воопшто да пружува љубов. Никогаш како родител не купил чоколаду. Никогаш како родител не посегнал со негова иницијатива, а не по моја, да ги посети, значи да ги види. И така решив јас да веќе не можам да го поднесам тој живот. И ние се разделивме. Живот во немаштија, примање на пари, значи тука мајка му помагаше, значи помагаше, неговиот татко исто помагаше, додека он не беше заинтересиран, за ништо не беше заинтересиран. Него го интересираше само да отиде на работа и да се врати дома. И тоа беше константно, секој ден така. Него беше гајле ни за храна, ни за вода, ни за деца. Затоа и се разделивме. Но животот не е лесен. Јасмина нема свој дом. Со своите деца живее под кирија во мали услови, каде секој ден е борба да се обезбеди основното. Иако работи напорно со само една плата, тешко може да ги издржи своите деца. Сепак, таа не се жали. Верува дека љубовта, грижата и добрината се најголемата сила што постои. Секој ден за Јасмина е нов предизвик, но и нова надеж. Таа трча меѓу работата и домот, помага со домашни задачи, готви, пере и секогаш наоѓа време за понекоја насмевка со своите деца. Моите деца се моето цело богатство. Се што правам, го правам за нив. Сакам да имаат своја соба, мир и детство без грижи, вели Јасмина со треперлив глас, додека ги гали нивните насмеани лица. Јас отидов после да живеам со децата под кирија. Почетокот беше страшно многу тежок. Ете, почеток на работа, пошто не бев вработена додека бев со него. Значи мораш да подмириш кирија, мораш да подмириш струја, мораш да подмириш вода, мораш да купиш храна на децата, мора да јадат. Јас не можам да ги оставам. Јас не сум јадела денови за да јадат моите деца. Имало моменти кога сум легнувала гладна. Ама тие биле сити. И ќе бив, и ќе се борам. И никогаш нема да се откажам. Ние колку што можеме да помогнеме, сега кога дојдовме навака и ко логистик ви донесе храна, која што може би ќе ви помогне во наредните 2-2,5 недели. Благодариме. Јас ви благодарам најмногу. Ете што ми спаднавте во сусрет, што дојдовте. Многу сум ви благодарна затоа што моето срце е веќе на мојата дланка. И јас еднаш ќе го искажам. И мојата болка, и мојата тежина, и мојата мака, и мојот копнеш по тоа што мене ми лежи на мојата душа. Тоа е мирен живот, безбеден дом на децава. Работам и по цели денови сум работела. Во моментот работите, така? Во моментот да, сум вработена. Значи работам. Јас сум задоволна од мојата плата што ја земам. Премногу сум задоволна, меѓутоа мојата плата е многу мала. Трошковите се многу големи. Зборам целокупно за цела фамилија од 4 деца. Во случајов и јас сум овде. Значи тие деца треба на сабајле, доручек, на пладне, ручек, навечер, вечера. Значи им треба обувки, им треба книги. Значи им треба се. Целокупно се. За да моите деца не го осетат тоа што некогаш и јас не сум го осетила. Платата ми е 30.000 и нешто, да речеме. Некоја минимална сума. Од таа плата се плаќа 250 евра. Кирија, сметки за струја, ете, да заокружиме по 1802. Тука е парно, тука е вода и се понатаму. Тоа се навистина многу големи трошоци, односно ви преостануваат многу малку кога ќе ги, како што ги споменавте, кирија, вода, струја, парно, вам ви остануваат дали 5-6 илјади денари од платата реално. А со тие 5-6 илјади вие треба да купите храна, да купите обувки за дечињата
јакничка за дечињата, да ги однесете во школа. Што се случува во школа? Имаат ли оброк? Во школа, да. Во школа ми се по цел ден. Значи по целодневна настава. Предпоставувам затоа што и работите. Да, по целодневна настава. Топлиот оброк е приближно еднаков на 2500 од дете. За едно дете. Така е, Тоа да. се 5000 денари за Месечно. точно толку колку што останува од вашата плата. Токму така. А што се случува во преостанатиот дел? Имате и уште 2 девојчиња. Треба се храна и за вас. Така е. Што се случува тогаш? Како успевате да им ставите храна на трпеза? Ете, работам плюс сати, одам, чистам. Важно ќе имат барем леќа манџа, барем граф. Јајце некогаш ќе спржиме. Значи, јас немам за луксус. Моите деца не се воспитани да имаат некој луксузен живот. Тие не ни бара да имаат таков живот. Меѓутоа тие раснат. Значи, јас не можам да приуштам, пошто тоа мало детенце, ногата му расне, како периодот ќе фати, да речеме, купувам патик пролет, таа веќе до септември му е омален. Јас не можам секој месец да им купувам патик, јас немам. Моите деца одат во искинати патичиња, тесни патичиња, затоа што јас немам да им приуштам. Сакам, не да не сакам, ама немам, затоа што не можам. Платава ми оди за трошкови и ние остануваме цел месец со фрсани раце. Поднесов барање, молбено барање за деца во Малецки да ми се ослободат од плаќање на топол оброк. Затоа што јас навистина не можам тоа да го платам. И ако не ми го одобрат, јас ќе бидам принудена моите деца да не се хранат. Значи да не зимаат топол оброк. Едноставно, што ќе имам од дома, ќе им ставам. Кришка леп. Со што има, со што дал Господ, што викам јас. Спомена неколку пати дека често знаеш да останеш и дупли смени. Што се случува тогаш кој ги чува твоите деца? Малите. Се надевам дека кирките поголеми помагаат. Како тие се соочуваат со сето ова? Да, точно е. Почнав еден период да работам јас дупли смени. Ама не се издржав. Значи работев константно 2 недели дупли смени. Ете да не се 2 недела дена. Моето здравје е нарушено. По таа астма, пошто ја добив, пошто имам прележано 4 пати ковид. Меѓутоа, девојчињата големи, тие многу ми помагаат. Значи, додека јас работев по цели денови, тие ги чува. Ќе ги однесат во школа, ќе ги земат. Или јас кога сум прва смена, ќе отидам, ќе ги однесам, ама после цел ден се Со големите девојчиња, да. Имам тука една голема предност затоа што ако не би биле тие мои големи 2 девојчиња, јас до сега ќе бев банкнот. Значи ќе немав никаде да живеам, ќе немав ни кров над глава. Значи ништо ќе немав. Затоа што за да израснеш деца у средина каде што имаш товар од 100 страни, за сето тоа сама се бориш, е многу тешко. Верувајте ми дека е многу тешко. Низините зборови ја откриваат најчистата вистина, дека љубовта на мајката е најголемото богатство што може да постои. Животот не е секогаш лесен, но со деца покрај себе секој ден има смисла. Тие се силата што ја движи напред, радоста што ја разубавува секоја грижа и причината да се верува во подобро утре. Сиромаштијата, студот, маката, сето тоа е минливо. Но љубовта, добрината и детската насмевка се вечни. Животот е убав кога имаш за кого да се бориш, кога во очите на своите деца ја гледаш целата смисла на светот. Се друго е минливо, додава Јасмина, само нивната насмевка е вечна. Работејќи ги тие јас целодневни смени, за да допринесам плюс за моите деца дома, јас колабрирав. На работа. Паднав. Ми се слоши по пат одејќи. Значи ми се слоши, пошто беше многу топло.
Значи беше летен период. И беше многу топло и земав вода. Ама не успев да го отворам шишето затоа што ми се сложи. Пумпицава не можев да ја извадам. Каква пумпица? Вентолин за астма. Тоа се овие две. Едната е за дишење, а другата е антибиотик. Тогаш кој ве најде на улица, реков да сте Да, ја случајно поминуваше една жена случајно. И виде дека јас се мачам да го отворам шишето, а беше така малку подалеку. И не знам како беше тоа, што беше, мене ми се слошило во моментов, значи јас сум паднала тука. И само осетив како нешто ладно да ми доаѓа. Таа ми го земала шишето и ме посипувала со вода. И јас станав и ми кажува: "Каде одиш?" Вика мајка. Викам: "На работа." "Не може, вика, ќе се вратиш." "Не можам да се вратам." Викам: "Јас морам да работам." Викам: "Јас имам деца дома." Викам: "Нема кој да ги гледа." Викам: "Нема кој да ги чува." И јас продолжив да одам на работа. Никој не знаеше. И ден денеска никој не знае затоа што мене ми се слоши. Затоа што едноставно се плашев, искрено ќе кажам, да не ја изгубам работата. Големите ќерки ми рековте дека многу ви помагаат, особено во чување на децата, во помагање околу домот. Дали тие работат, дали можеби придонесуваат нешто финансија? Големата почна да работи. Значи, она работи во кафич. Како сите млади денешни што ете го избира тоа работно место. Работи девојчево на дневници, на неа не е воопшто лесно, значи и она знае понекогаш да оди по 2 смени за да помогне, сака да помогне. Ама сепак таа е млада. Значи јас да помага. Меѓутоа не можам да очекувам многу затоа што таа не зима некоја си јака дневница за да може али на децава да. Значи сестри и на дечињата ќе купи било што и за дома ќе донесе. Мамо, ова го купив. Колку години има големата ќерка? Големата сега ќе прави 21, а помалата ми ќерка, она ќе прави 20. Таа не бара многу, само шанса нејзините деца да имаат подобро детство од нејзиното. Секој ден се бори со насмевка, иако зад неа се крие неизмерна грижа. Јасмина не знае што значи одмор. Утрото и почнува со грижи, а и завршува со надеж. Секој ден е борба да обезбеди храна, топлина и мир за своите најмили. Но никогаш не се жали. Вели дека љубовта на нејзините деца и дава сила поголема од се. Во нејзините очи има умор, но има и светлина. Светлина што ја носат мајките кои не се предаваат, кои од малку прават многу и кои во секоја болка гледаат причина да продолжат напред. Претходно кога телефонски се слушавме, се договаравме за нашата посета, ми спомена дека едно од ќерките треба да прави операција. Треба да се оперисува, да, ама лекарите и викаат 50-50. Зашто се работи? Се работи за кичма. Операцијата е ризик. Јас лично, моето лично искуство од мојот живот, што до сега ме многу поучи, мислам дека ќе се надмени тоа. Значи, девојчево ќе успее, таа е многу талентирана, исто како и големата. Значи, има многу голема желба за да учи, да постигне некоја цел. Дали сега има сега 19 години? Да, сега 20. Сега 20 заврши средно училиште? Така да. Во Кочараци. Дали продолжи на факултет? Дали Не. Зошто? Не продолжи на факултет затоа што ете јас не можам финансиски, не можам да издржувам. А она сака да учи. Значи, некој дете кога е талентиран и кога сака да учи, па нека му се укаже животната шанса. Ама само не знам кој би можел
такво нешто да направи. Во денешно време многу ретко постојат луѓе што ќе можат да те сослушаат. Да ти влезат, што кажувам јас, во положение. А најмалку од се да помогнат. Така, не знам колку сега ова ќе помогна за вашето расположение, меѓутоа јас имам една многу убава вест за таа ќерка. Нашата екипа и факултетот за туризам доделува стипендија да продолжи да учи. Се надевам дека сонот ги се оствари. Јас сум ви многу благодарна, значи нејзиниот сон и мојот сон. Значи сонот на секоја мајка е сон кога мајката ќе го види своето дете да е среќно и да се смее. Значи мајката е уште посреќна. Затоа јас уште еднаш ви благодарам многу. Се надевам дека оваа приказна малку од малку ќе се промени, ќе се остварат желбите и дека ќе стане успешна и ќе помага многу повеќе. Многу ми е тешко и многу ми е криво, затоа што не можам јас самата да ги обезбедам тие работи. Затоа се тука нашите пријатели, затоа е тука и нашата емисија да пуштиме апел и јас сум сигурна дека многу луѓе ќе помогнат и ќе излезат во присрет на ова прекрасно семејство. Факултетот се наши пријатели и голема благодарност до Ацо Миленковски, кој што е ректор на универзитетот. Благодарности од мојата страна, секоја чест. Јас останав без збор. Што ќе правиме со овие дечиња? Што доколку не добијат оброк, што понатаму ќе правиме? Ќе се борим. Доаѓа зима, им треба обувки. Одат, не им е близу училиштето, како што ми кажавте? Да, на 2 станици со автобус патуваме, да. Со автобус патувате. Им треба топла Им треба облека. топла облека, им треба чизми, значи немаат ни патики, значи одат во искинати. Не се срамам да го кажам тоа, ниту пак ми е срам затоа што моите деца одат во такво нешто. Ги научив на некој скромен живот. Мислам дека понатаму ќе им биде подобро да бидат скромни, отколку да бидат да не знаат што сакаат, а да имаат се. Дали ќе ми го кажеш твоето име? Верлиса. Верлиса? Колку убаво име имаш? Ќе ми кажеш од каде е тоа име? Многу е интересно, специфично е. Сигурно има некоја приказна позади. Што значи вер? Верверица. Верверица. А што значи лис? Лисица. Убаво гласно и јасно? Лисица. Значи вервиричка и лисица, Верлиса. Многу убаво име имаш. Тоа сигурно ти гнало на мама, нели? Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицајка. Полицајка. Со што? Па да ја бранам мама Од што? од лоши луѓе. Со што постојат лоши луѓе? Не сакаш никој да повреди мама? Никогаш повеќе? Знаеш дека мама е многу среќна што те има? Дека ќе ја помагаш? Ќе ми кажеш ти сега како се викаш? Годин. Гурјан. А ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Пису. Исто полицаец. Ќе ми кажеш зошто сакаш да бидеш полицаец? Па станам што. Да ги браниш сите. Добра. Кажи ми што ти недостасува моментално во животот? Да? Диносауруси. Диносауруси? Сакаш диносауруси? Сакаш книги со диносауруси?
И со Спайдермен. И Спайдерман сакаш? А облека со Спайдерман? Имаш? Да, имам едно. Едно. Што имаш, тринарки? Не, близу. Моите деца се моето цело богатство, вели таа. Се што правам, го правам за нив. Сакам да имаат своја соба, мир и детство без грижи. Животот не е секогаш фер, но во нејзината приказна има нешто што пари не можат да купат. Љубов, сплотеност и вера. Домот не е само покрив над глава. Тоа е топлина, сигурност и насмевка на детското лице. Таа не бара многу, само да види како нејзините деца растат без страв, со вера дека животот сепак може да биде убав. Јасмина е пример за жена која не се предава. Споминавте дека сте живеела во Драчево и дека домот ви изгорел. Што се случи со тој имот? Тој имот уште нема правена оставинска постапка, значи оставинската постапка е стагнирана, пошто не беше ни префрлена, пошто маш ми покојниот имаше брат, кој што и тој е починат сега. Меѓутоа, таму нема никаква оставинска постапка на земјиште. Едино што направив јас е легализација на двор и куќа. Важно знам дека таа постапка е завршена, а сето друго е неподелено, запустена е таа куќа, значи не е функционална. Нема вода, нема струја. Значи, куќата во Драчево беше по договор помеѓу двајцата браќа, значи тоа беше мојот сопруг и неговиот брат. Местото кај што живеевме, тоест бараката. Таа беше барака од 100 метри квадратни, значи голем простор. Позади бараката имаше доградба. Значи доградбата беше да ја земе брат, а делот од бараката со дворното место да припадне на нас. Значи на мојот покоен сопруг и мене фактички. Така да тоа затоа остана, ништо не се потегна после смртта на мојот сопруг. Се случи тоа што се случи. И тоа си остана како што е сега, значи неподелено, нерешено, стагнирано. Јас не можам да го ниту да санирам, ниту да подмирам сметки за вода, ниту за струја, пошто таму е све исклучено. Нема струја, нема вода. Та треба, по мене, гледна точка, тоа треба да се прво направи оставинска постапка, регуларна, за да може понатаму јас, како да кажам, за да тоа едноставно треба скроз цело од темел да се сруши, за да се направи нешто и да се реши некој, не знам што да кажам. Не знам колку знаете, меѓутоа јас по професија сум правник и сето ова може да има убава завршница доколку се избрекаат некои работи судски, односно доколку се поведе една оставинска постапка. Јас не сакам да бидам таа што ќе дава стручни совети, бидејќи тука сум во улога на водител. Би сакала да повикам некој адвокат кој што се занимава со правни односи, да може да ви помогне што се случува доколку се поведе оставинска постапка, дали вие, дали ќерките ќе добијат нешто од тој имот и веќе доколку вашите ќерки го имаат отворено срцето за вас, да може нешто да се направи на тој имот, да може сите под една закрила да си бидете таму. Ако сум, се согласувам ако. Само да се најде некој место, бидејќи тоа место е нивното родно катче, они таму се родија, таму израсна. Они се единствените наследници што го имаат правото на таткова основа На тој имот. Дали се расположени и другите собственици на тој имот да соработуваат во врска со ова прашање? За тоа не сум сигурна. Затоа што брат му е починат, како што кажав. Не знам како да го искажам, ама сепак
ајде ќе почнеме од нешто. Жена борец, тивок херој во секојдневието, која не бара слава, туку само мир за своите деца. Иако животот бил многу суров, таа не изгубила вера. Што понатаму очекуваш? Имам една многу голема желба. Ете, така ми лежи на срцето да доста ми е веќе од Кири, значи премногу скап живот не можеш да доуштиш. Не можеш за све да пружиш, немаш од никаде никој. Значи немаш помош. Сакам еден така мој топол, хармоничен дом. Со тоа секое утро се будите, меѓутоа сигурно сум дека кога ќе легнете, ви доаѓаат и најнеубави моменти и најголеми стравови. Кои се вашите стравови? Не да е Боже да се разболам, да не можам да работам. Да не можам, барем тогаш ништо да не можам да плаќам. Ео, тоа се највеќе плашам. И кога најмногу изгледа тешко, се појавуваат добри луѓе што покажуваат дека хуманоста се уште живее. Благодарение на нив, денес ова семејство повторно има надеж. Колку ви помагаат вашите пријатели? Дали имате со некој да си ја споделите маката и да имате помош од некого? Имав многу голема помош. Тоа беше годината кога се решив да го оставам сопругот на овие две дечиња. Имав една колешка која работевме заедно во маркет исто. Еднаш доаѓам на работа и ми вика: Душо, има нешто за тебе, само нека биде малку изненадување. Добро, реков, ако нема проблем. Јас мислев нешто, ми купиле да е нешто ситно. Тоа беше исто и сестра и незина. Значи, таа моја колешка и незината сестра, тој ден ми соопштија дека јас имам машина за перење. Не знаете јас како бев среќна. Значи, немав перев на рака. Значи, одев на работа, се враќав перев, пружував. И тоа беше секој ден, константно секој ден, затоа што 4 деца мораш да ги испереш. И бев тогаш најголема радост, јас не знаев. Значи, колешка ми и незината сестра беа првите што ми го донира. Тоа беше мојата машина. Се уште е во функција, се надам. И јас сум многу благодарна и многу ги сакам и ги гушкам и им посакувам од Бога да имаат уште поголем благослов. Втората донација ми беше фрижидер. Донација на едно мое многу големо семејство. Тоа е невладината љубезност. На нив најспецијална благодарница, затоа што тие ми извади од пеколот во кој што јас бев. Јас ја слушна вашата приказна, ја слушна и нашите гледачи, се надевам дека ќе има многу голем одзив после оваа емисија, ако ништо друго со правни совети и за нешто да се од негде да се почне за да имате свој сопствен дом. Ми кажавте дека имате донации од Бела техника, дека колку можат луѓето ви помагаат кои што ве познаваат и дека сте преблагодарна за тоа. Сакам јас да ве поздравам од нашиот пријател Flex Credit, кој што ви донира моментално 15.000 динари кои што ќе ги искористите за Бела техника. Што вам ви недостасува во домот, тоа ќе си одберете. Многу ви благодарам. Фала ви многу. Најмногу ви благодарам. Ете, ова за мене и ова не го очекував. Значи, вака ете, емоциите ме совладуваат, не можам. Со здравје да си користите, што и да одбирате. Се што правам, го правам за моите деца. Вели со глас што трепери, додека во погледот ти се гледа и болка, и сила, и љубов. За неа тие се незиното богатство, незината сила, незината надеж. Таа не бара многу, само шанса незините деца да имаат подобро детство од незиното.
полека доаѓаме до крајот на денешната емисија. Нешто што ние можеме да ви гарантираме, тоа е дека доколку нели формалностите на вашата поголема ќеркичка секако што треба, има завршено средно образование, продолжува со образование на УТМС. Флекс кредит е тука кој што ќе ви помогне со нешто од била техника. Исто така како што споменав, екологистик ни достави храна од нашите пријатели. Тука се и храна и вино кои што ви помагаат за едно убав оброк да си имате, односно манџи, сол, зачин на се што нели е потребно за една кујна да се направат приготовки за убава трпеза. Нешто што сакам да постигнеме е сега хуманиот народ да помогне барем за една година да можеме да собираме пари за да платиме кирија и да почнеме со процедура за имотно-правните односи, да се среди оставината и да можеме да започнеме на свој имот да изградиме нешто. Уште еднаш ги замолувам сите оние адвокати кои што можат да ја помогнат да се јават и да го средиме овој дел со папирологија. Од моје име се заблагодарам на сите што ми излегува положение. Ете, голема благодарност до спонзорите, голема благодарност до хуманиот народ утре што ќе излезе да ме поддржи, да успеам да обезбедам дом мој и за мене и за моите деца. Јас се надевам дека оваа приказна ќе има среќен крај. Амин. Да видиме што има тука. Оди, качи се тука. Да бидеш повисока. Сега е време ние да ја подадеме раката што таа никогаш не ја добила. Да покажеме дека добрината се уште постои, дека човечноста не згаснува и дека заедно можеме да промениме нечiji живот. Таа рака што ќе ја подадеме денес, може би за некого е мала, но за оваа мајка значи се, надеж, сигурност и нов почеток. Во незините очи, секој гест е голем, секоја донација е дел од сонот што го гради за своите деца. Да и помогнеме на оваа мајка со срце на дланка, зашто таа цел живот им дава на другите, а сега е време некој да даде за неа. Да бидеме таа искра што ќе го запали пламенот на надежта за незините деца да растат со верба во луѓето, со насмевка и со чувство дека животот и покрај се може да биде убав.